Здраво, близнаци! Здраво и добре дојдовте повторно овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас, се за месец јули. Значи, генерални пораки за многу од вас, за многу полиња и аспекти, затоа нема се да биде за вас, оно што е за вас. Прифатете го, јас се надевам дека ќе ви биде од корист, ќе ве води, нели, всушност и за тоа го правиме ова, Тарото да ни даде некакви насоки, да ни биде од помош и оно што не е за вас, едноставно нема да ви има смисла и не обрнувајте внимание. Пред да започнеме, само кратко да ве потсетам, лајкувајте, споделувајте, коментирајте слободно, тука сум да одговорам, заследете на каналов, затоа што за најверните следбеници ќе има и подарок, бесплатно толкување, бесплатно таро толкување, лично, приватно за некој од вас. За тоа подоцна, меѓутоа, сега да видиме она за што сме овде. Да ги дзирнеме пораките кои се за вас. Што носи месец јули за вас, близнаците? Еден дел од вас нешто доаѓа кон вас или вие не носите нешто. Ова е нешто опипливо, нешто материјално. Меѓутоа, ова е најспората енергија во таротот. Ова е буквално најспориот витез, најспориот воин. Носи нешто, доаѓа нешто, но вас ве загрижува овде. Вие се грижите нешто. Значи, може да бидете буквално од било која страна на приказната и може да се однесува буквално на било кое поле од вашиот живот. И сега, дали вие носите кон некого нешто, или нешто доаѓа кон вас, вие тоа го знаете, но грижите кои се грижите се околу тоа дали ова нешто ќе ги оправда вашите очекувања или очекувањата на некој друг. Вие овде во овој месец сте перфекционисти, може би сте по природа такви, секогаш сте такви, не само месецов, меѓутоа конкретно за оваа енергија, јас гледам дека вие сте перфекционисти, дури мегаломани, вие сакате работата да биде совршена. Вие нема да прифатите никакви недостатоци, никакви мани. Вие сакате овде нештото да биде совршено. И од каде ви ова чувство? Ова чувство може би потекнува од нешто што се случило неодамна, нешто исто вакво. Иста ваква ситуација се случила неодамна и тоа вас не ве направило среќни и задоволни, затоа што според вас не било доволно, не било совршено, имало недостатоци, едноставно не ви ги исполниле оние најголеми очекувања. И сега се плашите дали ќе биде повторно такво, се грижите дека ќе биде повторно такво. Без разлика дали доаѓа кон вас или вие го носите некаде. Јас сега што имам да ви кажам? Имам да ви кажам дека вашите грижи се неосновани и немојте воопшто да се грижите, затоа што она што доаѓа кон вас е совршенство, буквално совршенство. Ако може да видите од илустрациите на овие карти, овие се многу убави карти, ова е светот, ова карта обично го представува стрелецот, дали доаѓа ова што доаѓа од некој стрелец, или го носите кон некој стрелец, дали ова доаѓа од некоја друга страна на светот, или треба да биде однесено на некоја друга на светот, или пак вие ќе видите некои други страни на светот. Ќе патувате, ќе го видите светот. Гледате водопади, прекрасни предели, мориња, океани, езера, буквално убавина, значи буквално убавина. И емотивно, и на секој можен друг начин овие карти представуваат среќа, задоволство и убавина. Значи, воопшто да не се грижите. Овој пат
дури ќе ги надминат вашите очекувања. Дури ова нешто ќе ги надмине. Некој многу работеше на ова, некој до детали размислуваше, до најситните делови на нештово, ги разработи, ги разгледа, ги смисли, ги скрои и сега ви го представи ова. Ако сте вие тие, си знаете дека до детали ви е сработено и затоа не се грижите, ова ќе биде нешто фантастично, нешто убаво. Вие сте амбициозни, вие сте силни, вие сте способни. Гледам буквално дека ќе патувате, многу убави места ќе посетите. Многу убави. Дори некакви знаменитости ќе видите. Ќе видите некакви големи градби. Значи, ако е за патување, тогаш верувајте дека ќе биде прекрасно. Исходот е повторно прекрасен. Гледате, ова е една инспирација, ова е една убава енергија, ова е креативно нешто и по илустрацијата на картава може да видиме како на заедисонце овој некој, сега може би сте, може другиот, ја слика својата подобра половина. Значи, може би во сето ова нешто ќе најдете, а ако не најдете, тогаш да знаете дека исходот е, значи, благосостојба, совршенство, нешто ново, нешто многу убаво, нешто што досега не сте го правеле и нешто што ќе привлече внимание дури и кај останатите. Ова е нешто многу убаво, многу голем. Може ова, затоа што е представено вака како сликање, може ќе направите фантастични слики таму каде што ќе отидете. И другите ќе ги видат и кај нив ќе предизвика ова страшно големо внимание, восхит, воодушевување. Како и да, ќе уживате. Значи и да не се работи за патување и за посета на нешто, зашто и да се работи, и за љубовта да е, и во кариерата, и во што и да е, нешто ќе биде големо, нешто што ќе ги исполни сите ваши очекувања. Ако вие бевте тие што работевте на детали, браво, одлично, успех доаѓа. Ако не друг некој, ако работеше, тогаш ќе ве изненади, ќе ве воодушеви, ќе ве фасцинира сето она што го правеше за вас. Буквално ќе уживате, ќе се радувате на животот, на успесите и дури и после успехот доаѓаат некакви пораки, па може се честитки ова, да, може како во вид на честитки, другите ќе ви честитаат, другите од страна што ве гледаат, во вас гледаат една способна, моќна. Гледам дека некој што завидува можеби на ова, меѓутоа нема да се фокусираме на таквите енергии, таквите личности. Во вашиот случај нема да едноставно нема никакво влијание од нивна страна, така да не ги споменуваме, тие се поаѓаат само како да знаеме дека постојат. Во ред, нема што да правиме околу тоа, нека си постојат. И буквално влегувате во нешто ново. Вие ќе се чувствувате преродени после ова или за време на ова или како и да. Ќе си ги наредите, конечно ќе си ги наредите картите, така да се изразам, и ве очекува голема радост, големо задоволство. И за тие што се работеше нешто во домот и со семејството, вие буквално целото семејство ќе уживате, ќе се радувате на животот заради некаков ваш успех, голем успех и големо постигнување. И да не е постигнување, значи овие работи разберете ги и од најситната можна работа во животот што може некому да му се случи и од најголемата. Така да и најситно може да е, и најобично нешто што се случило во домот. Исходот е тој. Ќе уживате, буквално ќе уживате, ќе се радувате на животот.
И сега, јас морам и ова да го спомнам што го гледам, јас гледам дека некој од вас и не се баш така во добра состојба. Вие сте загрижени, вие сте исплашени, вас ве загрижува влијанието од некој човек врз вас. Може да е овен, не мора да значи. Може да сте вие самите ваши мисли едноставно не ви дозволува да напредувате. Нешто ве спречува вас. Дали е надворешно влијание или нешто внатрешно во вас ве спречува. Вие сте многу загрижени, многу се грижите. Ве загрижува некаква информација, ве загрижува, влијанието на нешто големо во вашиот живот, на некоја, може се да биде буквално, може човек, може институција, може, значи во работата може се грижите во домот нешто. Вашите стравови се, некој од вас може би треба да го напуштите домот, треба да се разделите, некој од вас може би се грижите дали вашите постапки ќе бидат одобрени од оној што ви значи, или пак од родителите, или од партнерот. Многу се грижите околу ова, се плашите дури, вас ве плаши ова влијание од некого. Вие се чувствувате како заробени од овој човек, од оваа институција, од оваа личност. Се чувствувате како да не можете ништо сами, морате да бидете потиснати овде, под ова влијание, под некој е надмоќен на вас, те му ја дале моќта. Како и зошто, не знам, не е ни важно овде, меѓутоа, она како се чувствувате, зборуваме сега. Дури сте многу и повредени. Јас гледам дека еден дел од вас, вие во ноќите си дозволувате да се ги отворите раните самите пред себе си, да заплачете, да тагувате, може би тагувате по нешто, може би жалите по нешто од минатото, по некоја состојба од минатото, каде што добро стоеле работите, каде што биле избалансирани. Сега сте изгубиле моќта и сега се чувствувате исплашени, загрижени, ве плаши иднината, ве плаши нешто. И сега, како ќе се одвива месецот, вие ќе дојдете во една ситуација, во еден момент каде што ќе речете доста, крај, толку беше. Вие сте ментално многу силни луѓе. Вие сте ментално многу силни близнаците. Може да тагувате, може да е тешко, може да боли. Меѓутоа, одредено време не му давате на нештото да боли за секогаш. Токму и овде е таква приказната ситуацијата и ќе кажете крај, ќе кажете стоп, ќе завршите со нештото што ве оптеретува, што ве мачи, дали се кажав, мислите дали е надворешно влијание, и ќе се повлечете малку, ќе се повлечете во длабочините на вашата душа. Вие таму знаете кои сте, што сте и што можете. Вие знаете какви капацитети во вас носите. Таму малку ќе дзирнете, ќе најдете оттаму ќе извлечете се што може, сета сила, сета енергија, сета моќ и ќе тргнете со некакви акции, активности, мисли, идеи, планови, ќе тргнете со цел да се оттргнете од оваа ситуација која овде освен болка, страдање, незадоволство и тага друго не носи. И кој е советот за вас? Советот за вас е да ќе се сменат работите, меѓутоа овој пат не треба да реагирате избувливо или некако насилно воопшто. Вие треба сега, дали преку молитва, дали преку медитација, зависи каков ви е метод од вас. Дали
преку фантазирање, преку закон на привлекување, зависи буквално каков е методот, токму тој искористете го, преминете на тој метод и пробајте во вас длабоко да го најдете одговорот, да најдете силата, вие ја имате, тоа и сами го знаете и немам потреба да ви го кажувам, вие ја имате силата и моќта во вас да излезете од ова во кое сте. И да, ќе биде битка, ќе биде борба, но ќе излезете накрај, верувајте ми. На крајот од ова, дали ќе биде јули или подоцна, вие ќе излезете од ова, ќе победите. Некој нема да биде среќен за ова победа, меѓутоа не е важно, важна е вашата среќа. И само вашата. Драги мои близнаци, јас се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!